Време е за нашата утринска тема и она кое што на почетокот го споменавме дека посветуваме на туризмот, поточно на работата на туристичките водичи, и тоа имаме повод за сето тоа. Да. 21 февруари е светскиот ден на туристичките водичи, кој што меѓу другото е востановен од Светската федерација на туристички водичи со цел да се истакне значењето на водичите за развојот на туризмот и зачувувањето на културното наследство. Па ние сметавме дека е добро малку да позборуваме за предизвиците со кои што се соочуваат токму туристичките водичи, по смисла на тоа колку е оваа професија ценета, дали растот на туризмот некако го зголемува сето она кое што представува можност или пак го зголемува притисокот, а исто така колку е важна одговорноста да се представува сопствената земја во светот, поточно на странските туристи. За сето ова се разбира и повеќе во детали. Денеска во нашата утринска тема зборуваме со Елвир Садиковиќ, или попознат како Вили, меѓу пријателите и оние кои што го знаат, потпредседател на Македонската асоциација на туристички водици и придружници, водичи и придружници. Наш гостин од време на време, особено на овие теми, па така и денес. Вили, добро утро и добро ни дојде во утринска. Ти си наш пријател. Да, секако. Долги години сме, да, и мене ми е чест и секогаш огромно задоволство да бидам покрај вас. Добро утро вам и гледачите на Телма-телевизија. И некој се уште во телефонскиот именик, тој имам Ивана сега пред да дојдеш во студио, дека се уште се ми како буба клуб. Тоа е веројатно синоним кој што ти остана веројатно кај многу од медиумските работници. И знаеш, утрово кога те најавувавме, не би сакал сега нешто да приватизирам, али ќе дадам само еден мој личен печат дека кога бев на одлука, бидејќи периодот сивен отворавме теми за студентите, одлуките во животот и така натаму, моја одлука некој пат беше и веруваме дека предничеше многу повеќе од новинарството. Во едно време дали да се запишам и да сакав многу да бидам туристички водич и се прашувам себе си, велам што да одлучам и на крај си велам новинарството го одлучив затоа што знам дека ќе имав некоја своја визија дека многу ќе патувам, ќе правам репортажи во светот, ќе го користам англискиот јазик кој што потем беше уште една опција. И велам ќе правам, односно нели ќе правам интервју, ама ќе истражувам со луѓе и така натаму култури. И на крај си велам, добро, тоа новинарство беше добра и паметна одлука. Меѓутоа да знаеш дека од секој пат ми така, ја имав таа желба за да се остварам како туристички водич и само еднаш се обидов. Една сезона работев на крв и некако се уште ми станува вака кога ве гледам вас и така натаму и останува како вечна желба се велам дали можеби во второто полугодие од мојот живот. Па никогаш не е доста или како велат? Токму така, зборот ми го зеди има. На 21 да се одивам од новинарството, да се зашеднам во... Апсолутно. Секогаш никогаш не е доцна. Штом имаше желба и се уште има желба, а веќе го чувствуваш во себе, така да секој си добре дојден, а и можеш тоа да го правиш. И сега вака, прво прашање ќе биде од тебе, можеби Ивана, не знам, ама зошто одлучи туристички водич, што тебе те фасцинираше оваа професија? Видете, Марко, многу интересантна и специфична професија. Како велат, секој човек во животот ќе се пронајде себе си во некоја професија. Кој земеме како занимање, јас сум електротехничар. Значи, по вокација? Да. Значи, електротехничар, меѓутоа уште од млади денови, нормално, во основното и средното училиште, значи некако ми привлекуваше многу уметноста и историјата. И некако јазиците секојаш ми идеја. Значи, зборев и денеска зборам. Значи, неколку јазика, покрај македонскиот, неколку јазика и некако, знаете, што викате, драгиот Господ ве води во таа насока. Ја носи професијата. Да, ја носи професијата. Првата средба веќе, односно првиот контакт со туризмот го остварувам во Турција. 91 година. На одмор, роднини, пријатели, се суснале сигурно Кушадаси, Бодрум, Анталија, Лања. Тогаш беа експанзија тие дестинации полека. Тука некаде, можам да кажам... Беше аха моментот што ви Да, точно, почнуваме да навлегуваме во таа професија. Јас сета имав среќа во животов, и еден период престојував во Турција, во Измир. Таму има многу наши сонародници од Македонија. И работев во туристичка агенција и секако дека бев неколку пати пратен во Ефес. Ефес е еден од најпознатите антички места. Исто така бил освојуван од нашиот Александар Македонски.
така да имав можност да учам од професионалци и да го стекнам тоа знаење и секако дека по враќањето во Македонија, значи продолжив во областа на туризмот и во оваа дејност многу сум задоволен од душа, од срце, како и многу мои колеги работиме, затоа што голема одговорност, како што кажа Ивана, а верувајте и голема гордост е да го представувате културното наследство на нашата држава. Една татковина. Точно, на нашата татковина и да се гордееме со тоа што го имаме. Да. Голямо искуството и годините наназад, кои што меѓу другото носат спомени, но се еден одличен темел или основа да се направат споредби, иако не е тоа примарната работа да споредуваме како во некои големи или прилично развиени европски земји се одвива туризмот, но како се одвива кај нас. Зборуваме за од време на време за работата на туристичките водичи од аспект на предизвиците со кои што тие се соочуваат. Да, таа професија е убава, но си носи своји предизвици, особено зависно од земјата во која што тоа се реализира. Што се однесува до кај нас, ние сме запознаени со предизвиците затоа што сме зборувале за истите, а сте зборували и вие како дел од Македонска асоциација, но ќе ги напоменеме и денес. Некако како се ближи денот на Светскиот ден на туристички водичи, се потенцираат тие работи не заради критика, туку заради подобрување. Нешто кое што треба да го гледаме и кај нас и особено важно за туристите кои што доаѓаат во нашата земја, кои што очекуваат добра услуга, а тоа е услуга од туристичките водичи, а при тоа запознавање со нашата историја и истовремено енергијата ваша да ја почувствуваат. Едно е кога ќе им пристапи туристички водич со насмевка и добро расположение, друго е заради одредени предизвици со кои што се соочувате да тоа биде малку така по-хаотично. Верувам дека од ваш агол тоа ќе биде доста добро пренесено во положение ви. Секако. Предизвиците, Ивана, на оваа професија веќе започна со самостојувањето на нашата држава. Значи, кога веќе се озваничи оваа професија во Законот за туристичка дејност, проблемот кој што ние го имаме како туристички водичи е многу покомплексен, во смисла дека можам да кажам 15 и повеќе години сме маргинализирани, во смисла туристичките водичи нивниот статус не е решен. Значи пензиското и здравственото осигурување. Замислете како професија постоиме, како шифрена дејност постоиме. Нерегулирани. Точно, нерегулирано пензиско и здравствено осигурување, што сметаме дека воопшто не е фер кон нас како туристички амбасадори, значи како културни амбасадори, како туристички работници, кои што ја представува државата и на домашните и на странските гости. Тој предизвик трае подолго време, меѓутоа со формирањето на Македонската асоциација 2020 година, јас, Димитар Кавраков и останатите членови на управата, кои што навистина сме професионалци, повеќе годишни туристички работници, собравме сила и формиравме Македонската асоциација и започнавме нашата борба. А каде е проблемот? Зошто тоа не е решено? Проблемот е во тоа, како што кажав Ивана, дека воопшто минатите влади воопшто не обрнувале внимание. Сега јас морам да бидам малце и отворен и искрен, реално и едно здружение во кој сите ние бевме не беше доволно ажурно во барањето на правата на туристичките водители или заштитата на интересите на туристички водичи, така да ние се формиравме и отпочнавме таа борба. Министерство за економија, во кој беше секторот за туризам, нашата асоциација не поднесовме безброј барања, значи решенија, солуции за нашата поплаки за истото, меѓутоа немаше разбирање воопшто од нивна страна. Пример за дискрепанца сега, од една страна атрактивна професија, која што вели Ивана, мене ми е кога ќе појдам во некоја европска или било која метропола, туристичкиот водич ми ги отвара некако, не знам, веројатно тие убави хоризонти на нели културни диверзитети, бидејќи од тука почнува приказната за еден град. Некако го гледаш духот на градот во туристичкиот водич, а од друга страна нерегулирани. Нерегулирани воопште, значи статусот нерегулиран кој што навистина не донесе во една незавидна положба, Марко. Ние од петни жили и значи се обидовме, се обидуваме и се оште ќе се обидеме.
немавме разбирање од минатата власт, меѓутоа, ете, за среќа, со формирањето на новата влада, имаме се Министерство за туризам? Да, имаме Министерство за култура и туризам, ние веќе повеќе пати остваривме средба со министерот за култура и туризам, господинот Љутков, меѓутоа имавме и средби во владата на Република Македонија, каде што со поедини раководители, координатори се сретнавме, го предочевме проблемот, го представивме проблемот, дадовме решение, солуција. Се надеваме дека не се празни ветување. Да, не се празни ветување, во добра насока сме, така да сметам дека наскоро, значи, следиме некои месеци, ние ќе се обрадуваме, ќе имаме позитивни информации и конечно ќе го решиме статусот на туристички. Веројатно сите се сложуваме дека е една од можеби комплексните, да речеме, гранки кои што бараат и јазици, и познавање на историја и така натаму. Ова е многу специфична професија. Поголемиот дел од нашите гледачи и граѓани на Скопје, на нашава држава не сваќа дека ова е многу специфична професија. Многу специфична во смисла туристичките водачи се луѓе кои што со својата душа, од се срце, значи ги представуваат убавините, ги прераскажуваат приказните за градовите, за естетика и начин, за културата, за културното историско наследство, за традицијата, за обичаите на овој вековен народ. И знаете, ние на таков еден магичен, инспиративен начин се обидуваме тоа да го пренесеме на странските гости, што навистина е многу специфично. А за сето тоа да го направите вие морате да имате многу големо познавање. Значи, туристичкиот водеж денеска треба да има многу големо познавање. Значи, од областа на историја, географија, археологија, економија, социологија, политика. Така е, затоа што значи, треба да владае со јазикот. Точно, да владае со јазикот, значи, треба да знае странски јазик. Во овој случај кај нас, например, англиски секој се бара, меѓутоа убаво е да се знае некој друг, трет или четврт јазик. Значи, треба да ги знаете термините на местото кај што работите. Значи, треба да имате комуникацијски вештини, вештини на работа со луѓе. Знаете што значи кога ќе се обратите на мајчиниот јазик на некој турист, одма некако веќе чувствува близо. Значи, тоа е многу специфична и луѓето тоа не го сваќаат нити во минатото, па нити дури во сега. Да, нашите колеги во туристичкиот сектор, зборам за туристичките агенции, и останати објекти кои што се работуваат за нас, оние сваќаат тежината на оваа професија, меѓутоа поголемиот дел од јавноста не сваќа дека ова е многу специфична и многу тешка професија. Да, унако што исто ќе го потенцираме, веројатно многумина е како Марко со таа жилба или да речеме така кога ќе се види и работата на туристичките водичи, особено вие по позитивните работи, ако зборуваме за прошетката, за познавањето повеќе луѓе, социализација, пренесување на собствената историја и култура и така натака, токму заради тоа и се зголемува бројката на туристички водичи. Имено, ние ќе го поздравиме во моментот и вашиот колега, председателот на Македонската асоциација Димитар Кавраков, кој што требаше да биде наш гостин, а не е поради оправдани причини. И со него, кога зборувавме вчера, не знаејќи дека нема да може да дојде, но како и да е, ми сподели некои информација. Тоа е зголемувањето на бројот на туристички водичи, но разликата е таа што да се биде туристички водич поточно, да се помине сите она кое што треба во однос на лиценца некогаш, денес е со голема разлика. Огромна разлика. Апсолутно се согласувам, тој проблем исто така ние го уочивме, значи не, значи во минативе неколку години, туку тоа е веќе повеќе децениски проблем. Македонската асоциација, значи изготви елаборат кој што е доставен до Министерството за култура и туризам, доставен на владата на Република Македонија, во кој укажавме покрај сите програмски активности кои што ги имаме како асоциација, дадовме насоки во подобрување на едукацијата на туристичките водачи. Проблем, Ивана, е во тоа што имаме пропусти во образовниот систем. Не сум тука да ја критикувам Министерството за образование и факултетите, меѓутоа на некој, можем да кажам, начин, многу лесно ги добиваат уверенијата. Затоа што вие за се стекнете со лиценца, односно да знаење на туристички водич или придружник, значи полагате на факултетите за туризам и угостителство кои што ги имаме во Скопје, Охрид и Штип. Начинот на стекнување е дискутабилно,
Значи, не ќам да еве сега да обвинувам или да кажувам нешто што можеби не е во ред, меѓутоа многу лесно ги добиват уверенијата. После добиват легитимација, ние, Марко, кажете лиценца, нашата асоциација го подигне критериумите на ова професија, сега веќе од Министерството за култура и туризам веќе работи на овој случај, ќе имаме лиценци. Значи усовршување. Да, точно усовршување и тоа повторно по наша препорака. Значи елаборатот ние кој што го изготвивме и кој што го доставивме до Министерството и до владата, значи се стекнуваат со легитимација, меѓутоа проблемот е во тоа што ние имаме квантитет, а немаме квалитет. Но ќе се Значи имаме хиперпродукција, Ивана, на туристички водичи. Видете, вие теоретски, не ме сваќате погрешно, и Марко, и Ивана, па дури камерманите можат теоретски да научат за Скопје, меѓутоа вештините, точно вештините, комуникацијските вештини, вештини на работа со луѓе, представувањето, говор на телото, значи начинот, точно, видите, тоа не се учи на факултет. Значи секако дека ние имаме искуство затоа што ете сме имали можност да учиме од некои тренери, сме имали можност да учиме од некои професионалци, така да сето тоа стекнато знаење Македонската асоциација во иднина, значи ќе се обиде да им го пренесе на идните кандидати со цел, значи да создадеме квалитетни кадри кои што ќе можат да одговорат на предизвиците кои што ги имаме. Сега, видете, ние имаме опкружувањето е на Албанија, имаме едно Косово, имаме значи Црна Гора, имаме Бугарија и Грција, кои што преднечат со туризмот. Да. Значи имат многу голем број на туристи. Многу побрзо напредуваат. Многу побрзо напредуваат. Сега ние не можеме да го чекаме последниот воз, така да и ние треба да фатиме, значи да бидеме во терк со нив и да ги подобриме, значи да ги подигнеме овие критериуми со цел да создадеме едуцирани кадри, кои што нема да мешат. Ме сваќате, еве јас пак ќе го цитирам на председател Галичник и Галичица. Да. Мислам затоа што тоа е срам за нашата држава, значи за професијата која некој ја работи и се надеваме дека ете со тој еден програм ние кој што се обидуваме со таа едукација дека ќе создаваме квалитетни кадри. И покрај предизвиците, тоа баш се согласивме сигурно, често ги отвараме темите за туристички водичи, еве со вас да речеме генерално туризмот, дојдовниот алтернативен, рурален каков и да, има мал милион да речеме категории, меѓутоа дали Елвир во моментот вистина може да кажеме дека има една златна ера како во еден подем можеби на самата професија и покрај предизвиците кај младата популација да речеме? Па видете, има некои поместувања, меѓутоа не можеме да кажеме дека тие се задоволувачки, затоа што ви кажав и претhodно во разговорот дека забележавме и ги детектиравме тие пропусти во образовниот систем. Имаме заинтересираност, значи за ова професија, значи за туристички водичи, меѓутоа како асоциација ќе гледаме во идниот период, значи преку нашите семинари, едукативни семинари, да создадеме значи кадри кои што ќе бидат квалитетни кадри. Марко, едно е вие да бидете заинтересиран и да сакате, меѓутоа второ е дека вие треба да добро бидете обучени. За тоа да извршите. Кажавте, вие поентиравте, говор на тело, точно. Видете, многу е лесно луѓето, еве јас и заради тоа добро Ивана го најави, пошто ќе го имаме светскиот ден на туристички водичи, 21 февруари кој што е во сабота. Значи, еве можат сите наши сограѓани, ние 4-та година поред, веќе традиционално преминува, значи организираме, може да дојдат да видат. Значи не е лесно, вие кога имате група од 40 луѓе. Тоа се 40 различни карактери. Вие треба се поставите со 40 луѓе. Треба состојбата, значи ситуацијата да контролирате, висината на тонот, како објаснувате, да забележувате дали е заинтересирана групата, некаде можеби треба предолго да зборите, некаде можеби пократко, треба да објасните. Да го задржите вниманието. Точно, да го задржите вниманието. Тоа е навистина многу комплексна и специфична професија, која што бара многу труд, многу вложување, многу работа, многу знаење и ете јас се надевам дека навистина во иднина, во скоро време ќе успееме и да го решиме статусот на туристичките водичи, кој што е многу битен за нас,
а секако и дека ќе продуцираме многу квалитетни кадри. Да. И можеме вака во пракса да видиме како изгледа, односно да пренесеме како изгледа еден работен ден на туристички водичи или твој Елвир. Во смисла на тоа дека иако можеби ете така со нерешен статус и со предизвици за кои што претходно говоревме, сепак дружбата со туристите е едно посебно чувство. Кои туристи ги добиваме извештаите од Државниот завод за статистика, кои туристи се најбројни, колкав е процентот раст, пат, кога има, кога нема, нели? Најчесто последните податоци покажуваат раст на бројот на туристи. Најбројни се гостите од Турција, но имаме и други гости. И некако Македонија се почесто се наоѓа во тие европски реномирани списанија или оние кои што представуваат, да речеме, репер за тоа што би можело да биде препорачливо за посета во Европа, поточно на Балканот. Како бисер на Балканот и како земја која што не е доволно истражена или посетена од страна на странските туристи, добро е да бидеме така препорачани, но треба да одговориме на тоа. Некако во одговорот имаме различни работи кои што откако ќе дојдат туристите можат да ги видат. Сега ќе си кажете од искуството како туристички водичи, но што е она кое што првенствено ги фасцинира или највеќе сакаат да го видат, а што е она кое го забележува дека и него очекува? Затоа што вие имате константна домашна задача. Токму така, Марко, мене ми е многу драго што вие и ти како новинар имаш чувства кон таа професија. А секако е дека Ивана, бидејќи повеќе пати сме се сретнале во градначи на градска тура. Точно има зголемување на бројот на посетители. Оваа година, мислам, споредувајќи со податоците од 2025 година, според Републичкиот завод за статистика, мислам дека 6% зголемување. Number one, или број 1, посетители се од Република Турција. Значи, ние во последниве десетина, можем да кажем 15 години, имаме експанзија на гости од Република Турција. Некој ќе се запраша зошто одеднаш толку интересантно еве за кажеме за овие гости. Па поголемиот дел се наши сонаравници. Можем да кажем. Другиот дел е навистина ги привлекува културното, историското наследство, природните убавини кои што ги имаме. И третиот дел сме им најевтини затоа што имаат голема инфлација. Точно, да, може би дел и тоа може би влијае, меѓутоа менталитетот, близината, културата, традицијата, бидејќи знаеме сега да навлегуваме во историјата, значи целиот Балкан беше под отоманска, значи контрола долг период. Може би тоа придонесува, меѓутоа во разговорите со нив сите се воодушевени, Марко. Воодушевени се од Скопје, од Скопската чаршија, воодушевени се, поготово, ние знаеме дека турците, еве се зборим за турците, ќе продолжам малце понатаму за статистичките податоци. Вторите посетено се од Германија. Германците, значи, меѓутоа не треба да ги запоставиме и нашите соседи. Тука се од Србија, од Грција и од Бугарија. Сепак тие бројки не треба да останеме на тие бројки. Ние како асоциација, Македонска асоциација, учествуваме во работа, сме во советодавното дело во Министерство за култура и туризам и нормално дека ќе потенцираме, ќе треба да се работи многу малце повеќе на промоција. Ете, треба да имаме една организирана, добро подготвена промоција, со што значи ќе се промовираат сите наши туристички капацитети, значи па тоа е стратегија, тоа е дел од стратегија. Да, видете, ако вие немате една здрава стратегија, Ивана, вие не можете да имате успех. Да, но за таа стратегија веќе долго време се зборува. Апсолутно, значи треба се направи, ја неколку пати го имам кажано, дека треба се направи еден целосен скен на нашата држава, да се постоечките капацитети, да се види кои се недостатоците, тоа да се догради, да се направи, еве, веќе имаме експанзија на градење на патиштата. Сега мораме да го приземе тоа, сакале или не келе, значи тоа е многу битна комуникација, значи до туристичките дестинации, поврзани се. Тоа е многу битно и тоа е за поздрав, што тоа го немавме. Меѓутоа се направи еден убав скен, да се направи една добра промоција. На сајмите кои што ги имаме, со цел да привлечеме што поголема значи група на туристи, односно што повеќе да имаме посетители, имаме можности, имаме капацитети, имаме убавини. Тоа што преостанува е само да се организира. Да, многу добро го спомена Елвир, затоа што еве нели секоја да речеме влада нова гарнитура, платформи градат, да речеме сега и во моментот гледаме дека се повеќе се
ревидираат некои проблеми во минатото. Гледам дека нели Скопското кале повторно сакаат да го оживеат за културни манифестации. За мене може да кажам дека е голем чемер и ја ми представа аквадуктот кој што никој пат не бил ставен на некаква промоција конкретно. Тоа е еден голем минус на градските власти и на министерствата, не можам да кажам сега за култура и туризам, бидејќи немавме ние такво министерство до пред некое време со формирањето на нова влада. Тоа ја можам да кажам дека е еден најголем минус. Значи ние имаме еден од двата аквадукти на Балканот. Да не забораваме дека имаме пета најголема обсерваторија во светот. Значи тоа да не можеме ние да го искористиме. Значи колку пати се наоѓавме во незгодна ситуација, туристите викаат дали можеме на англиски да се упатиме на аквадуктот. Ние измислуваме ред причини Зошто не може? Зашто не може? Сакаме да го посетиме Стоунхендж, а го имаме тука Кокино. Ние го имаме, да, Кокино. Мислам, навистина сувишно е да се разговара, Ивана. Се надевам дека сега новата влада, новото Министерство за култура ќе превземат и покрај тоа ние во минатото, верували или не, себе не успеав, Ивана, да донесов добро Марко начна муабетот за аквадуктот, дури ние дадовме и решение хортикултурно како да се уреди. Да се уреди. Значи нашата асоциација со тоа што да има пристап до самиот аквадукт, да има една како културно информативен центар. Меѓутоа и надзор и обезбедување. Да, надзор, обезбедување. Да има туристички водич кој што ќе ги представи убавините на аквадуктот, ќе прераскаже историјата, приказните, судбините, кои што бидејќи аквадуктот носи со себе, знаете, водата доаѓала во чашијата за време. Да беше тоа било која друга земја, тоа и тоа како ќе го искористиш? Како не, знаете, ама имаме можност се уште. Само треба добро да се организираме, значи да се направи една добра организација. Еве јас гледам деновиот се врши некоја ревитализација од дали заводот. Се спомена, да. Да, се спомна нешто, се зајакнуваат столбовите, некои работи, тоа е за поздравување, меѓутоа, ја мислам дека и министерството, и државата, па и локалната самоуправа треба да го средат објектот за општото добро на сите нас, со што ќе привлечеме што како и голема многу група на други, туристи. нели работи кои што се запоставени, а сепак е добро да се презентираат, односно би ги привлекле туристите. Апсолутно. Ако направиме споредба и во не мора да одиме подалеку, може од земјите од регионот кои што практично ќе кажам едноставно од ништо прават нешто и тоа представува туристичка атракција, ние од нешто правиме ништо и не можеме да го нели представиме тоа така на туристите, но она кое што меѓу другото исто одиме кон оној друг ваш предизвик или болка, да кажеме, е соочувањето со странските водичи, кои што меѓу другото сте го споменале како проблем, па и тука тоа малку да го потенцираме и да го разјасниме. Како тоа? Доаѓаат странски водичи со своји туристи, односно своји жители, со граѓани, да речеме, од некоја држава, најчесто од регионот, и дали со дозвола, дали без, најчесто вие велите неконтролирано, ги шетаат нели нивните туристи, поточно нивната група и раскажувајќи историјата која што најчесто и не е видено или слушнато или проверено како и на кој начин го прават тоа и дали се тоа вистинските податоци. Од самото формирање, Ивана, значи 2020 година, Македонска асоциација веднаш превзеде ред барања, значи побара со станоци, со Државната пазарниот инспекторат, со Министерството за економија, бидејќи немавме ние култура и туризам, значи одсек имаше сектор туризам. Укажавме на проблемите со кои што се соочуваме. Дел од раководителите и луѓето кои што работеа во Министерството беа и чудовидени. Дека странски туристи ја презентираат нашата татковина. Вика, како може некој да дојде и да води на територија на град Скопје или нашата држава, а да нема локален водич. Викам и тоа е можно. Како тие не знаат? Како е тоа можно? Да, тоа е можно за жал кај нас. Тој проблем ние го видовме повеќе пати, поднесовме многу барања до министерство, одржавме многу состаноци. За жал, у почетокот не може да се утврдат надлежностите. Кој е надлежен? Тоа да го контролира. Тука градските инспектори од град Скопје, Државната пазарна инспекција ги префрлуваше. Каков апсурд. Да, каков баш апсурд. Конечно, повторно ние, нашата асоциација, пронајдовме кој е надлежен во дадена ситуација, а тоа е Државната пазарна инспекција. Меѓутоа, во разговорите кои што ги имавме, за жал, дојдовме до заклучок, не само ние, институционално, дојдовме до заклучок дека
пазарната инспекција ги има надлежностите за контрола на домашните локални водичи, меѓутоа за странските нема. Нема. Некој пат сте имале таков крстопат, Илвир, со на сред терен што се вели, каде што ви имате своја група? Апсолутно. Да имате ли некој конфликт? Јас ќе ви кажам еден конфликт, можеби не, мислам тоа не беше конфликт, вербален конфликт, меѓутоа со сето право јас тоа го направив заради таа немоќ на државата да формира една туристичка полиција или туристичка инспекција. Кој ќе почитува вашите црквата интереси? Свети Спас, сите ја знаеме, значи црквата Свети Спас и гробот на Гоце Делчев. Јас влагајќи со турска група, гледам натре, бугарски водич, бугарска група и на цел глас, јавно нека слушнат нашите гледачи, се обраќа, нарекувајќи го Гоце Делчев како таткото на бугарската нација, нашиот голем татко и ред други работи. И јас нормално изреволтиран како туристички водич, а пред се и како човек кој што живее во држава, кој што си ја почитува својата култура, традиција и историја, влегов натре и побрав господинот да излезе. Го пријавивте? Обезбедувањето, за жал, во моментов не беа тамо. Сигурно дека и они бе реагирале, меѓутоа јас морав и ги замолив сите, значи да ја напуштат и гостите, а и господинот, значи да излезе, со образложение дека немаат право, согласно нашиот член, имаме закон за туристичка дејност, член 33, 37а, ете, секој може да на интернет да го прочита, дека во кој децидно пишува. Секоја странска туристичка група или странска туристичка агенција при влез во Република Македонија во рок од 24 часа мора да склучи договор со локална агенција, значи лиценца, збориме за туристичка агенција, со туристичко биро или со туристички водич. Како би имал легитимно право? Апсолутно. Значи да се почитува законот. Меѓутоа, имаме сега сосема нешто спротивно од тоа. Значи постои закон, меѓутоа нема кој да ги казнува. Да. И нема кој да ги санкционира, Марко. Да. И затоа ние, нашите барања, односно барање на Македонската асоциација која е упатено до Министерство за култура и туризам и до надлежните институции е, значи, подхитно да се формира туристичка полиција или комунална полиција, кој што ќе ги има овластувањето да ги санкционира странските туристички водичи кои што нелегално работат на територија на нашиот град и ги прераскажуваат невистините за нашата историја, за нашиот народ, за нашата култура. Ова неодамна се случува? Ова се случува веќе 15 години. Да, мислам дека конкретно не, Марко, 15 години. Да. Ние сме многу гласни во нашите барања. Еве јавно јас го кажувам преку вашиот медиум, нужна е потреба за формирање на туристичката полиција. Туристичката полиција покрај тоа што ќе ги штити интересите на туристичките водичи, ќе ги штити интересите и на туристите и на останатите во туристичкиот сектор. И на татковината пред се. Апсолутно на татковината. Затоа нужно е, значи, и многу брзо треба да се формира таа туристичка полиција кој што ќе ги заштити. Затоа што вие не можете, Иване, извини, не можете да појдете во Бугарија. Еве, замислете мене што ми се случи во Софија. Да, застанав со групата, значи пред и они имат. Да. Цар Самуил го имат. И јас застанав со групата, чисто чекав локален водич да дојде, двајца господа придоа и ми вика, од каде сте? Викам, од Македонија. Вика, вие објаснувате за Цар Самуил? Викам, не, викам, ја чекам локален водич да дојде. И почна да ме легитимира. Како би ја превземал контролата? Апсолутно, вие немате право да зборите. Меѓутоа, за среќа, во некои 5 до 10 минути, стаса колегава, мој, кој што е водич, и убаво им објасни дека, значи, он ја чека групата. Значи, тамо може некој да контролира и да си го заштитува своето културно-историско наследство, а во нашата држава, за жал, секој може да влага, да пушта дронови, да снима документарци, да искривува вистината за овој народ, да искривува вистината за оваа држава, за културното наследство, а никој да не превзема никакви. Имаат туристичка полиција таму? Бугарија? Бугарите имаат овластување. Во Турција има туристичка полиција, во Црна Гора исто така има, значи тоа е надлежности се дадени на комунална полиција, меѓутоа имаат право да ве стопираат, да ве легитимираат и да ве казнат, доколку немате локална. Значи и тоа го бараме како апсолутно. Да, таму не можеш ни 3 секунди да почнеш да зборуваш нешто што не е нивна историја и тоа како е казниво и ќе биде на дело санкционирано.
но е така и нас иако повеќе од една деценија се зборува, сепак со надеж дека тоа ќе се случи. Се надеваме, а до сега што се време. кажано тоа времето велиме, не можеме да го вратиме, нели? Да. Ќе зборуваме и за она која се одбележува, поточно се планира како би се одбележал соодветно Светскиот ден на туристичките водичи. Велиме не само туристичките водичи, секој од нас треба да си ја знае историјата. Колку младите генерации ја знаат историјата, секој од нас во различни ситуации ќе се сретне со луѓе од странство или од било која друга држава, може на гости или по било која друга релација, кои што се интересираат и сакаат да дознаат нешто повеќе, па зошто да не знаеме да им го пренесеме тоа на соодветен начин. И тоа благодарение може да биде токму поради ете ваквите разговори со туристички водичи, начинот на кој што вие тоа го правите, меѓу другото што и една од вашите цели на одбележување на Светскиот ден на туристички водичи, младите генерации соодветно да се запознаат со својата историја и култура, и културно наследство и достоинствено тоа да го пренесуваат, затоа што тоа останува сепак на младите генерации, како што другите држави се чуваат својата култура и нели жестоко стојат за тоа, тогаш очигледно треба да ги потковаме генерациите кои што остануваат. Ивана многу го кажа тоа, јас само ќе порачам на нашите сограѓани, и на сите во нашата држава, не сме свесни колку сме богати со културно-историско наследство. Верувајте ми. Да. Убаво го кажавте тоа. Проектот, идејните творци на проектот е нашата асоциација, јас го имам лично пишувано, запознај го градот Скопје. Секако дека сега работам и на уште еден друг проект, меѓутоа во некоја Следна прилика. Да, следна прилика ќе кажеме. Увидовме дека поголемиот дел од нашите сограѓани воопшто немаат познавање за градот Скопје. Да, ние сите знаеме што е чаршија, каде, бев во чаршија, бев на Битпазар, па да, таму има една сааткула, да, меѓутоа таа чаршија кога е направена, кој ја изградил? Тој Битпазар, зашто се нарекува Битпазар? Таа сааткула, дали знае дека после Биг Бенде првата сааткула на Балканот и најстарата сааткула на Балканот? И ред други работи. Увидовме дека поголемиот дел на нашите сограѓани не знаат и дојдовме до идеја да направиме таков еден проект, запознај го градот Скопје, и веќе 4-та година со цел да ги запознаеме нашите сограѓани со богатото културно-историско наследство на нашиот град Скопје, кој што е еден прекрасен град, кој што има многу голема, можем да кажам, историја, богато културно наследство, има длабоки корени во историјата, така да, еве веќе 4-та година, ги покануваме сите наши сограѓани кои што сакат да слушнат нешто за убавините на градот Скопје, значи за стариот дел на Скопје, приказните за Вардар, за камениот мост, за некогашниот дрвен мост, па за стариот театар, па Ибни Пајко малото. Значи, што се наоѓала тамо, каде била старата отоманска банка, каде се собирале чорбаджиите, приказните за Пелистер, најстарата кафана, значи, каде била таа триумфална порта, сега кажуваме сите, еве имаме новата триумфална порта, али дали знаеме каде била старата триумфална порта? Дали знаеме за старата железничка станица? Да, ја знаеме таа која што е направена 1939-40, меѓутоа што било пред таа стара железничка? Значи, кај Мак Петрол, кај што е дирекцијата тука била, па друга стара во времето на османлиите. Дали ги знаеме тие приказни? Не. Го направивме тој проект, направивме, значи, овој разред на градот, кој што навистина сите наши сограѓани ќе успеат нешто да дознаат. Значи, има еден и социолошки аспект. Зошто? Токму тоа што кажа Ивана, сите имаме роднини и гости кои што посетуваат нашиот град. Не морате вие секогаш локален водич. Локални водичи за странски групи. Меѓутоа, Марко Ивана може да раскаже за убавината на градот Скопје, барем на тие гости кои што ќе дојдат на надо, кои ќе прашат точно. Да видиме добри домаќини. И градски хроничари. Точно, градски хроничари, меѓутоа и да си го почитуваме. Значи, почитуваме тоа културното наследство кој што го имаме, кој што за жал денеска помладата генерација, постарата, ајде, да не се броиме ние во таа. Туку сакам да кажам дека помладите немаат познавања, не знаат, така да се надевам дека преку, значи, овие разреди што ги организираме секоја година,
ќе привлечеме внимание и прошлата година имавме големо учество. Се надевам и ова година, еве ги повикам сите наши наши 21-ви. Да, 21-ви Од каде светски започна ден. маршрутата? Маршрутата започнува од предспомен куќа на Мајка Тереза, Марко, значи во 12 часот на улица Македонија. Мора да признам дека новата црква е речиси пред крајот. Таа е завршена. Завршена е, да забележав дека уште некои мали Добре, некои детали финеси, има, финеси, уште малку има нели да некои се- финеси детали, меѓутоа многу импозантно и убаво изгледа. Ете уште една црква, можеме да кажеме во туристичката мапа на градот Скопје, покрај тоа што имаме толку многу да се види. Почнуваме значи од преспомен куќата на Мајка Тереза, ќе се движиме кон централното градско подрачје, односно плоштадот Македонија, каде што ќе обясниме сите содржини. Пред некој ден со Ивана се сретнавме во Чарчија, имав група од Турција. Кажав дека имаме најголем отворен музеј на Балканот. И оние се застана, викам, а вили како мислите? Па викам, видите колку имаме скулптури, колку скулптури, а сите овие скулптури ја представуваат нашата македонска историја во различни временски периоди. Да, сакав да прашам, Елвир, често пати знаат, да речеме, музеите, спомениците и така натаму да бидат бесплатни, да речеме, на овој ден. Има конкретни, да речеме, не знам, археолошки или така некои други музеи кои што се бесплатни? Заради времето, бидејќи еден разлет, Марко, одзема доста време. Значи, убаво да вие да го направите еден разлет на град Скопје, значи ние најмалку 2 часа. 2,5 часа трае. Сега не можеме да организираме влез, можеби ќе направиме влез во спомен куќата на посета на Мајка Тереза, таму Николишката Адријана. Значи, она ќе им објасни за историјатот на Мајка Тереза, со кој што и ние треба да се гордееме, бидејќи е скопјанка и позната во светски рамки. Значи, ќе имаме само влез во спомен куќата на Мајка Тереза, заради времето, значи, да не се пролонгира, значи, разредот, да не трае многу подолго, значи, ние ќе поминеме покрај археолошкиот музеј, покрај музејот на Холокаустот, покрај Даут Пашиниот тамам, ќе се упатиме горе до црквата Свети Спас или со завршна точка Мустафа Пашината џамија, кој што исто така има една приказна убава, нема да можеме, тоа оставаме на нашите гости или да кажеме сограѓани во слободно време да ги посетат овие институции. Неверојатна е таа културна артерија која што имаме. Мислам, самата маршрута е многу фасцинантна. И тоа честа ми се чини тура за странските туристи. Така тие локации кои што ги Да, Ивана, ние точно па видете сега ние имаме еве поголемиот дел и наши сограѓани не знаат, па дури некои туристички агенции знаат, нашата асоциација успеа со град Скопје пред 2 години да постави 2 drop-on и drop-off. По примерот на европските држави, каде што автобус со странски гости само на едно место може. Тоа е туристичка постојка за туристички автобус. Има право да застане, значи да биде тамо некаде околу 10 до 15 минути. Тоа го има секаде. Тоа го имате и во Сараево, го имате во Белград, го имате во Загреб, имате во Виена, имате значи во Љубљана и сегде. Значи успеавме тоа да го направиме и обично почнуваме од кај хотел Бристол, односно старата. Ми го зедавте зборот затоа што пред нема ни 2-3 месеци Сара Симовска, мислам дека беше младата архитектка која што беше тука и не знаете каква фасцинантна говореше за Скопје, баш пренесувајќи ги овие да речам некои приказни од вели мојот прадедо и прабаба. И говоревме конкретно за реставрацијата на хотел Бристол, на арапска куќа кој што се дел од нашето, да речам. Имаме, Марко, имаме толку да така што тоа ќе биде веројатно атракција. Знаете што, све зависи, јас секогаш кажувам на колегите и на младите колеги туристички водичи. Значи пренесете таа љубов, таа енергија кон странците. Оние тоа го впиваат. Зашто првите впечатоци за богатото културно наследство кој што го имаме тука, покрај тоа што го гледат, оние го добиваат преку нас. И верувате ми, сите тие пешацоци, они си го врзуваат како за крпче и си го носат. Значи, дали дома и ги пренесуваат на своите, значи, најмили. И верувате, знаете колку ние сме воодушевени. Не е моментов кога оние ќе аплаузираат. Ме сваќате за некоја си лична промоција. Меѓутоа, аплаузот е за она што ние го представуваме и она со што може да се гордееме. И тоа што го споделуваме и она кое што на крајот останува. Убаво е кога човек го работи тоа што го сака, особено кога е во интерес на сопствената држава, но исто така е убаво кога сето тоа ќе се исплати нашиот труд и време. Па од тука колку професијата туристички водич е исплатлива, колку сте вие задоволни на страна статусот кој што го споменавме, а за кој што очекувате дефинирање.
колку сте задоволни од? Иване, многу добро прашање. Колку сме задоволни, кога би имале една многу добра промоција и кога би имале Скопје, јас секогаш велам 300 дена, знаете што сакам да кажам, Скопје или Македонија 300 дена, тогаш ние би биле најзадоволни, не само ние, туку и целото наше општество. Кога кажам 300 дена, значи сезона 300 дена. Меѓутоа, за жал, не транзит туристи. Да, меѓутоа, многу малце знаеме дека и транзитниот туризам носи доста, значи, приходи. Исто така треба се даде акцент на тоа, меѓутоа, за жал, ние немаме некоја многу голема сезона. Значи, ние сме сезонски работници и покрај тоа што, ете и претhodно кажа, пензиско и здравственото осигурување, се уште нашиот статус не е решен. Значи, сезонски немаме стална работа, значи не сме ангажирани, значи секој ден. Туристичките водичи, еве, имаме ние сега неколку месеци од ноември, можам да кажам, декември, веќе мируваме. До можеби март. Така. Ќе мируваме 4 месеци, значи ние мируваме, немаме значи никакви ангажмани. Можеби некојаш ќе се случи некоја градска тура, меѓутоа во екот на сезоната повеќе сме ангажирани. Да се заработува Ивана колку што и ќе заслужиш. Според приложеното, направеното, објаснето, искуството, тоа ќе биде. Меѓутоа, јас само ќе се навратам, морам тоа да го кажам. Пред ми се чини неколку недели имавте еден гостин во ваше студио. Нема да го именувам, ќе се пронеде себе си, а вие знаете кој гостин. Даде изјава, можам да кажам. За дневниците, така. За дневниците, јас како Елвир Садиковиќ, представник на професијата, ќе кажам дека тоа се ред лаги и невистини, пред се за заработувачката. Јас се викам да дае господинот кој што кажа да ние заработуваме колку што он го кажува. Некој пат работите се релативизираат и се пакуваат како да се така. Марко, не можете да излезете на медиуми, а да не проверите прво каков е статусот на една дејност. Значи, споредувајќи ги туристичките водичи со белите мечки, ја мислам дека е нонсенс. Претходно разговаравме, еве и гледачите видеа, значи ние сме, можеме да кажем, најоштетени во нашата професија и покрај тоа што сме културни амбасадори на оваа држава, значи замислете да немаме пензиско и здравствено. Ние сме невработени. А ја вршиме таква една благородна професија, а сме невработени. И вие да тврдите во медиуми да кажувате дека не знам колку, јас заборев веќе колку евра дневница земал еден туристички водич, дека толку се заштитени, дека не знам колку илјадници евра, тоа се, значи, лаги и невистини во врска со нашата професија. Значи, ние се што работиме како туристички водичи, значи, според позитивните законски одредби на оваа држава, значи, секој туристички водич има договор, значи, за извршена услуга со туристичката агенција или со институцијата, односно налогодавачот кој е, а вие, односно корисникот на услугите, значи сето тоа е според позитивните законски одредби и така да сите овие лаги, ќе ви кажам, и овие невистините навистина не се добри и не воопшто и не е во ред да бидат изјавени од неколку кој што е во туристичка сектор. Вистината е една, транспарентноста веројатно ја има во однос на вашата работа и примањата, а исто така и ние како медиум кој што дава простор да се слушна нели едната и другата страна со цел да бидеме нели објективни, но и да го дозволиме просторот да си го кажете она кое што е дел од вашата работа и од вашето секојдневие. А денеска навистина влеговме во секојдневието на туристичките водичи, меѓу другото кажавме и она кое што е најново, актуелно и со задоволство го најавуваме 21 февруари како светски ден на туристички водичи. Особена можност за оние кои што ќе сакаат да поминат убав саботен ден, добар ден од викендот и да можат да се прошетаат заедно со вас и да ако нешто од нашата македонска историја е така во детали како податоци не го знаеле точно, да можат да го слушнат и да уживаат. Верувам времето ќе ве послужи иако се најавува дождлив викенд, но ќе се снајдете и со тоа, вели вие сте научени на дожд. Чала се надеваме дека ќе биде, еве гледав јас дека временската прогноза нешто е 50-50 сега, како е. Меѓутоа како и да еве уште еднаш ќе искористам прилика, значи преку
Телма телевизија, секако и преку вас да ги поканам сите наши сограѓани. Спомен куќа Мајка Тереза 21. 21 февруари, спомен куќата на Мајка Тереза со почеток од 12 часот ги повикуваме сите наши сограѓани да дојдат да го одбележиме денот кој што е посветен на луѓето, кој што ги раскажуваат приказните за градовите, за културата, традицијата, историското наследство, кој што ги прераскажуваат убавините на нашиот град, на нашата држава. Ги очекуваме, сите се добре дојдени и се надевам дека сите убаво ќе си поминеме, а во исто време да се заблагодарам вам, Марко, на тебе и на Ивана, и на Телма за одличната соработка која што имаме со вас, да вистина одвојувате време и многу придонесувате, значи во афирмацијата на нашата професија, и јас како подпредседател и како Вили неизменно ви благодарам. Благодариме, Вили, за времето. И од се срце, да. Ќе посакаме да немате сезонски флуктуации, да го регулирате статусот и да станете вистина и понатаму конзистентни во работата и најдобрите амбасадори можеби на татковината. Ви благодарам, се надеваме. И ќе посакаме, да, поголем број туристички водичи, но не приучени, туку обучени. Секако. Ке ни треба, така остане Скопје град на културата, односно 2018, да, не очекува 2028, на кое што не очекува. Тоа е веќе домашна задача. Да, ќе видиме што ќе се случува. Тоа е веќе друга тема, здравје Боже. Да, големи се, да, многобројни се темите кои што ги имаме, кои што утринска на Телма ги посветува на туризмот, се со цел да некако ете и ние придонесеме со тоа. Се од нас зависи како ќе ја прераскажуваме нашата историја и како ќе го чуваме нашето културно наследство, а тоа се разбира треба да го пренесуваме и на идните генерации. Вили, секоја добро и успех на Македонската асоциација.